поранешна кошаркарка, професионален физиотерапевт. Во 2016 година станала кошаркарска судика, и тоа на надпревари во училишните лиги и така наречените мали лиги во Шведска. Судела и за Суперлига. Во овој сениорски ранг на надпреварување влегла во втората половина од надпреварачката сезона 2018-2019. Еман Никочевич е првата македонска кошаркарска судика, која станала дел од највисоката судиска фела во Европа и светот. За топката на терен, но и битката за живот. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Кога почна кошаркарското патешествие? Како судика или како играч? Играч. Моето кога бев пето оделение, тогаш сите другарки и другари се запишавме на кошарка. Првенствено беше поради мојата килажа. И така се вроди љубов кон кошарката. Само јас останав да играм, другите се откажа. До 26 години играв. На 21 година скинав лигамент. Тогаш играв во Шведска, втора лига. И истовремено там во Шведска судев и бев тренер на деца. Што беше пресудно да ставите крај за кошаркарската кариера? Претпоставувам повредата. Повредата не беше пресудна. Јас повторно се вратив на терен, без операција. Имав скинато лигамент преден вкрстен. Меѓутоа јас продолжив да играм после 8 месеци рехабилитација. Но кога се вратив во Македонија, 24 години, се пријавив да бидам и судија. Двете ги терав една година, но требаше да изберам или ќе судам или ќе играм. Јас на 24 години кариера не можам да градам, така да одлучив да си судам. Во македонската кошарка судат 4 жени. Како само вие стигнавте до амблемот на ФИБА? Патот до ФИБА не е лесен, но меѓутоа жените имаат поотворени врати. Значи, ФИБА секоја година дава по една лиценца за жените. Меѓутоа, и за тоа треба да положиш, треба федерацијата да те предложи за тоа место. Треба има критериуми за да се дојде до таа значка. Првенствено треба да имаш навршено, тоест да имаш 25 години, да имаш одсудено највисокиот ранг во државата 2 години и потоа тоа доаѓа до физичкиот тест и теоретскиот тест. Кога сето тоа ќе го поминеш, можеш да станеш дел од ФИБА. Како ги доживувате негодувањата од навивачи кога ќе пресудите, да речеме, чекори, фаул, тайм-аут? Сега ми се многу интересно. Со мало извинување кога некој ќе довикне, ќе извика судија педер, а вие судите? Не, на мене не ми викаат судија педер. Ама ми се многу интересни. Сега ми се многу интересни, порано се нервирав. Ама има и моменти, има и денови, нели, зависи од расположението, работата претходно, зависи од ситуацијата. Сега не ги слушам, се концентрирам само на играта, на теренот. Гледате празнично издание на ТВ магазинот. Трилинг Еман Никочевич, прва македонска кошаркарска судика во знакот на ФИБА. Македонска спортска хероина во судиското руба 2025-та почнавте едно ново животно
поглавје, се појавивте и одеднаш, одненадеж ве снема. Со животен предизвик. Јас никогаш не сум имала проблеми, мислам сум силна. Се сметам себе си за силна многу и никогаш не сум имала некои здравствени проблеми, главоболка, стомак да ме боли, да бидам, не знам, да бидам некој грип. Никогаш, и тоа ми беше многу чудно што на терен се деси. Одлучив да играм, се пријавив на турнирот во Велес, да играм 3-3. И собрав екипа, се појавив таму, на сите тие девојки што беа таму им судам и беше многу големо изненадување за нив. Ме прашаа како си, што правиш. Од тој момент јас не можев да одговорам ништо и мислев дека имам паничен напад, дека не судам сега и дека сега ќе играм. Помислив стварно дека имам паничен напад и на себе си викам, ема као што ти е, можеш ти не паничи, затоа што ја не можев да кажам ниту еден збор. Ни добро сум, ни ти, ни еден збор не можев да кажам, ни буква не можев да кажам. И тогаш си зема воздух, ајде ема ќе биде подобро, одеднаш почна главата да ми се врти на кај десната страна, да ми се кочи раката, да ми трне раката, па тогаш се собра хаосот да видат што ми е, како ми е, дојдоа среќа што бев таму. Секогам стварно сега несреќа има некоја среќа затоа што да сум била сама дома, не знам што би било со мене, да сум била на улица негде, не знам што би било со мене. Среќа таму имаше брза помош. Јас бев свесна и не можев сама на себе да си помогнам. Од тие моменти имав многу брзи мисли ми доаѓаа. Дали ова ќе ми се деси пак, што ми е, дали е епилептичен напад, дали сега ќе бидам инвалид, дека ми беше укочена цела рака и не можев да зборам. Како ќе судам сега, имам нели 2 европски, што ќе правам сега, дали никогаш повеќе нема да можам да судам, дали ќе бидам, не знам, во количка, разни помисли ми доаѓаа во главата, ме однесоа во болница. После 40 минути тек можев да зборам. Кажа дека е многу лошо, дека морам да се вратам во Македонија, во Скопје. И ме снима, не ти кажуваат одма дека е тумор, ти ја даваатублажена форма, циста на главата. И сега јас... Која беше вашата прва помисла кога ви соопштија и ви дијагностицира тумор на главата? Претходниот момент кога ми се деси тоа, ми беше многу по-лошо чувството. Од кога ми соопштија, бев само позитивна и мислев дека ќе можам да ќе се оперирам, ќе бидам добро, бев не паничев многу, бев шокирана, да. Првата помисла ми беше како брат ми и сестра ми за другите, знаеш, да не бидат тажни, јас знаев дека ќе се изборам за сето тоа, само не сакав другите да се нервираат околу мене, тие што се најблиските. Кој каде ве оперираше? Имав избор, во среќа Кошаркарската федерација беше преангажирана за мене, што ме прашаа дали сакаш во Турција да се оперираш, во било каде сакаш. Венко Филипче ми беше понуден исто во државна болница. Стварно имаат предобри доктори, предобри неврохирурзи и Венко Филипче ми беше единствениот кој
го знаев дека има оперирано, спасено многу животи и сакав тој да ми биде докторот. И со него бев посмирена, дека знам дека сум во добри раце и помала не бев толку испаничена, знам дека сум во добри раце и целиот тим беше предобар во државна кај нас. Има по неколку месечна пауза, рехабилитација, се вративте на терените да судите кошаркарски надпревари. Како беше чувството после паузата, после оперативниот зафат, повторно да застанете на терен, да судите? Имавте страв, трема? Јас имав цел да се вратам на терен и пред да се вратам што е можно поскоро, затоа што стварно сакав да идам на тоа европско во Истанбул. Претходно тоа европско го имам откажано, тоа беше млади олимписки игри. Тоа го имам откажано, затоа што тоа требаше да се суди во јули месец. И секој ден, значи докторот ми има кажано дека ќе почнеш полека, чувствуваш замор, нешто, одма пауза прави си и секој ден јас со чекори 5000 чекори, 10.000 чекори, 15 и после тоа благо трчање, секој ден се грижав сама за себе за да можам да се вратам стварно да судам во Истанбул и првиот надпревар ми беше пријателски надпревар од Кошаркарската федерација. Имав трема, имав страв, дали ќе можам да истрчам, затоа што момците се 16 годишни, иако се 16 годишни, тие имаат многу голема кондиција. И имав страв дали ќе имам чувство на критериумот, дали ќе можам да го фатам, што треба да се пушти, дали ќе можам да издржам сето тоа, сите тие... Приказна за страста во ритмот на кошарката, но и лична борба за живот. Дали 2025-та ќе ја паметите како нов почеток на животот? Дефинитивно и после таа борба за животот ме прави уште посилна. Ја мислам дека сега треба тек да идам кон другите цели. По што ќе ја паметите 2025? По личната победа. А што за вас ќе биде предизвик во 2026 година? И предизвик меѓународните надпревари. Сега имам земено за најдобар женски судија, најдобар судија од олимписки, мислам од МОК. Сега би сакала да дојдам до тоа ниво за машки и женски судија, да не биде жени и мажи. Ема тука е крајот на нашиот разговор во ова издание на Тренинг. Ви благодарам што гостувавте. Ви благодарам и на вас. Она што мораме да научиме е да се радуваме на туѓиот успех. Тоа е, мислам, една човечка карактеристика што спојува, не разделува. Идејата дека жените мораат да одржуваат нацијата, дека единственото место на жените како машини за раѓање или едноставно дека вредноста која што некоја жена може да има во ова општество е само доколку се реализира и ако сака да се реализира како мајка. Сега е моментот, овие година, 2, 3, ако не се сменат, значи тотално работиве, дека нема да живееме веќе во иста држава. Имаме една голема задача сега пред нас стои, значи тоа што сме го поставиле како основи во серијата,
да го продолжиме во долгометражен анимиран филм. Значи посериозно, со еден посериозен и потежок технички пристап. Музиката не сакам да ја делам на класична, романтична или поп музика и така натаму. Јас се делам музиката токму на убава, на квалитетна и на неквалитетна.